И покрај неизвестноста до последен момент дали ќе има или не пиво фест во Прилеп или после 20 години ќе згасне оваа традиција, сепак овој прилепски бренд ќе се одржи. Подготовките се веќе во тек. Фестивалот започнува утре и ќе трае се до недела. Ќе настапат македонски и балкански музички звезди. Намален е бројот на денови од 4 на 3, а намален е и бројот на штандови поради краткото време за организација. Но и покрај се ветува одлична забава. Организаторите се надеваат на големи промени од идната година. Нашата замисла е да се смени локацијата, да се смени бројот на денови, да се смени целиот концепт. Овој момент времето беше многу кратко за да направиме такви измени, но се надеваме дека ако сега се помине како што треба, од наредна година ја преземеме на време продукцијата и организацијата. Организаторите исто така се пожалија и на премногу слабата поддршка на фестивалот од страна на прилепскиот бизнис сектор. Не знаат зошто тоа е така. И јас искрено се надевав на поголема поддршка од бизнис секторот во Прилеп. Сепак тие се крвотокот на економијата во овој град. Овој град многу дал и направил за нив. Не треба да биде случај компании од другите градови да даваат поголема поддршка од компании кои се од градот. Зошто тоа е така? Не знам. Се надевам дека ќе ги сумираме, ќе ги бараме причините после одржувањето на фестивалот. Граѓаните си го сакаат пивофест и велат дека се среќни што ќе се одржи. И мило ми е што ќе има. И бев малце разочарана дека немаше и мислев дека ќе нема. Значи секогаш идевме на забава, ние не сме од овде, од Крушево сме. Можеше и по-добро ова година, ама сепак таман. Добро, задоволни сме. Искрено убаво е да се одржува традицијата со пивофест, така да мислам дека треба да има. Добро е. Убаво е да се собира луѓето сите, да се дружа. Паркингот во петок и сабота на официјалните паркинг места ќе се наплаќа како и секој ден, а додека во недела паркингот во целиот град ќе биде бесплатен.